Минути за урбани вести, добре дојдовте. Со 40 нови дрвја денеска беше обновен дрворедот на булевар Митрополит Теодосиј Гологанов во рамки на големата есенска акција за зазеленување на Скопје. Повеќе информации околу оваа тема ќе ви прикажеме во ова издание на вестите. Останете со нас, следува генералната најава. Дрворедот на булевар Митрополит Теодосиј Гологанов обновен со 40 дрвја. Скопје се надпреварува за титула најзелена европска престолнина. Во изминатата година, општина Аеродром со посебни активности во градинките и училиштата. Онлайн продажбата се поактуелна кај помладите. Секое четврто лице кое има ХИВ не го знае ХИВ позитивниот статус. Во рамки на големата есенска акција за зазеленување на Скопје, денеска на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов беа засадени 40 нови дрвја. На акцијата присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој рече дека приоритет е обновување на сите постојни дрвореди во центарот на градот и подигнување нови во Ѓорче Петров и на Битпазар. Дрворедот на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов денеска беше обновен со 40 дрвја во рамки на големата есенска акција за зазеленување на градот. На акцијата присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој истакна дека заменети се 40 паднати дрвја со нови здрави висококвалитетни садници, односно со ист вид дрвја какво што претходно имало во овој дрворед. Исто така засадени се и 33 садници од видот јавор и 7 садници каталпа. Шилегов додаде дека приоритет е обновувањето на сите постојни дрвореди во центарот на градот и подигнување нови во Ѓорче Петров и на Битпазар. Во Скопје, во должина на градските сообраќајници и во средишните жардиниери на булеварите има речиси 40 пенушки кои ќе бидат отстранети и на нивно место ќе се засадат нови здрави садници. Мојот императив е градот Скопје да ја подобрува животната средина. Таа борба е секојдневна, перманентна како институции. Садењето на зеленило е влог во поздрава иднина, да оставиме зад нас на идните генерации една многу поздрава животна средина од она во која што во моментот градот живее. Градоначалникот Шилегов додаде дека сите дрвја ќе бидат засадени внимателно, грижливо, задржувајќи се на автентичните видови, какви што имало засадено на тие места. Оваа есен ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни листопадни садници на повеќе локации во сите скопски општини. Оваа акција град Скопје ја реализира заедно со сите скопски општини кои во неа учествуваат со своји работници, механизација и садници. Град Скопје се надпреварува за титулата најзелена европска престолнина. Според градоначалникот Петре Шилегов, влегувањето на Скопје во втората фаза од еволуцијата е знак дека градот е на добар пат да стави крај на проблемот со загадувањето. Многу неочекувано. По сите мерења на воздухот изминатиот период и високото котирање на македонската метропола на топ листите за најзагадени градови во светот, Скопје доби кандидатура за најзелена престолнина во Европа. Ова е тема која значително ја разбуди македонската јавност, која се прашува кои критериуми Скопје ги исполни за да влезе во потесниот избор за најзелен град во Европа. А токму тоа, денеска и прва Скопска го праша градоначалникот на град Скопје. Според неговиот одговор, градот Скопје апликацијата за најзелена престолнина на Европа ја поднесол на почетокот на октомври годинава, а од пријавени 21 град од 14 земји, Скопје влегол во потесниот втор круг. Параметрите кои што се мерат во апликацијата за зелена престолнина се во 12 различни области, од една страна, од друга страна се гледа што е појдовната точка на градот, кога, да речам, пред една година кога јас дојдов за градоначалник, што е превземено во текот на таа година и каква е стратегијата за развој, односно справување и со загаденоста и со зголемување на зеленилото. Зелена престолнина не е само зеленило, тоа е начин на функционирање на градот, енергетската стратегија на градот, алтернативниот начин на превоз во градот, кој што сите мерки кои што ги превземавме во текот на оваа година, кои што некаде беа добро пласирани, некаде не беа добро пласирани,
транспортот во градот, набавката на нови автобуси, формирањето на градското енергетско предпријатие, сите тие параметри се влезни параметри во прифаќањето на апликацијата. Тоа е причината зошто градот кој што аплицираше пред некаде околу 3 месеци е влезен во еден од 8 градови во Европа кој што треба да продолжи понатаму. Шилегов нагласи дека Европската комисија направила скрининг во повеќе делови од градот и дека активностите што се преземени наидуваат на позитивно мислење. Сепак, следниот период, Скопје ќе биде под засилен надзор, а следната евалуација се очекува во април 2019 година. Периодов кој што доаѓа пред нас ќе биде период исто така на засилен надзор. Следната евалуација ќе биде некаде во април 2019 година. Јас очекувам дека она што како стратегија го работиме, што е накотрпно, што е секојдневна работа, нешто што во нашиот град го немало децении и децении наназад, ќе најде на позитивна евалуација. Сепак самиот факт дека ние успеавме да ја поминеме првата фаза како град зборува за тоа дека Скопје е на добар пат да ги надмине проблемите во кои што живееме. Останати градови кои се во конкуренција да ја добијат титулата Европска зелена престолнина се Будимпешта, Дижон, Лил, Страсбур, Тирана, Бастерос и Каљари. Градоначалникот на општина Аеродром даде отчет за сработеното, односно за се она што е реализирано во текот на неговото работење. Општината има реализирано голем број проекти во делот на детските градинки, училиштата, како и во инфраструктурата. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин даде отчет за сработеното. Како што информираат од општината, во изминатата година реализирани се голем број проекти преку транспарентна, честна и посветена работа. Обезбедени се повеќе места за дечињата во градинките. Изграден е еден нов објект Буба Мара со 8 занимални, вкупна површина од 1500 квадратни метри и капацитет за згрижување 270 деца. За оваа намена беа издвоени 40 милиони денари од буџетот на општина Аеродром. Во оваа насока изработени се проекти за уште 4 нови детски градинки. Општината ги презеде трошоците за обезбедување на училиштата и почна да ги подобрува условите во образованието во основните училишта, а од оваа учебна година почна да доделува и по 3500 денари за секое прваче, што ги олесни трошоците на родителите. Општина Аеродром финансиски го поддржа Центарот за сензорна терапија во Мојот свет, а во соработка со UNDP ангажира 10 образовни и 6 лични асистенти, што ќе работат во основните училишта со децата со посебни образовни потреби. За здрава животна средина во центарот на општината е поставен прочистувач за воздух, City 3, а се поставени и 83 прочистувачи во сите детски градинки во секоја занимална. Насадени се 500 нови садници, а набавени се и 1800 нови високоизраснати дрвја. Наш врвен приоритет е подигнување нови зелени површини. Во таа насока веќе објавен е јавен повик за изработка на проекти за 4 нови парка, информираат од општина Аеродром. На територија на Аеродром се организирани повеќе екоакции во чии рамки се расчистуваат депонии, мини депонии и се уредуваа зелени површини, а досега се собрани повеќе од 50 кубни метри кабаст отпад. За прв пат оваа година општина Аеродром субвенционира домаќинства за промена кон еколошки систем за загревање. Општина Аеродром во наредниот период ќе продолжи во насока на создавање современа, развиена европска општина со висок стандард на урбано живење и подобри услови за сите граѓани. Комуналните инспектори кои работат на терен ќе носат GPS уреди преку кои ќе може точно да се лоцира нивното движење и ќе се намали можноста за манипулација и злоупотреба на работното време. Дополнително на нивните униформи ќе се вгради и аларм кој ќе сигнализира небезбедносна ситуација. На електронската адреса www.controla@skopje.gov.mk се повеќе граѓани се охрабруваат да го пријават лошото работење на градската администрација.
Најголем процент од поплаките се однесуваат на ненавременото завршување на барањата за легализација на дивоградбите, пресметките за комунали, просторот за користење пред објектите и секторот за комунални дејности. Како што посочи денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на брифинг со новинарите, градот претрпел финансиска загуба во висина од 68.912.000 денари поради вкупно неиздадени 332 барања за легализација стари и по 3 години. Покрај неажурното работење, граѓаните често се жалеле и на недозволеното пречекорување на овластувањата на градската администрација, но и на комуналните инспектори, зашто веќе се водат 4 дисциплински постапки против работени во градот Скопје. Со цел да се стави ред на безредието кое владее, најмногу кај теренските работници, градот подготвува нова тактика. Имено комуналните инспектори ќе носат со себе GPS уред кој ќе им оневозможи работното време да го користат за вршење на приватни обврски, а со цел безбедно вршење на службата ќе им биде даден и аларм кој ќе сигнализира во случај на небезбедна ситуација. Проектот Внатрешна контрола за вработените во градската администрација почна да се спроведува од 17 септември. На прашањето зошто пријавувањето се врши само електронски, а не и телефонски, Шилегов одговори дека една од поплаките на граѓаните е дека на телефонските броеви во градските служби никој не одговара на повиците. Шилегов ги потсети граѓаните и дека архивата на град Скопје во барака 16 работи и втора смена до 19 часот и 30 минути. Македонските граѓани имаат позитивни искуства со купувањето производи преку интернет. Велат дека купуваат најразлични производи, но сепак електронската опрема е на самиот врв на производи што се купуваат. Во Македонија онлайн продажбата станува се поактуелна, особено тоа се случува кај помладите граѓани кои на интернет страниците наоѓаат разни производи, за кои како што велат имаат многу пониски цени од оние што може да се најдат во нашите трговски центри и останатите продавници. Граѓаните преку интернет купуваат најразлични производи, од накид, облека, обувки, електроника, бела техника, лекови, козметика. Сепак електронската опрема е на самиот врв на производи што се купуваат преку интернет. Според кажувањето од граѓаните, придобивките од онлайн купувањето се големи од аспект што некои производи не се продаваат во нашата земја, потоа стигнуваат на домашна адреса, а ја наведуваат и пониската цена на производите. Некои граѓани велат дека кај онлайн купувањето се уште постојат ризици. Организацијата на потрошувачи на Македонија предупредува дека поплаките на граѓаните кои купуваат производи преку интернет се однесуваат на друг состав на тканината што ја нарачале, друга боја, расипан производ, па затоа советуваат дека потрошувачите треба да внимаваат кога купуваат. Во светски рамки продажбата преку интернет станува се поактуелна и македонските компании преку примената на GS1 стандардите имаат можност да се приклучат кон овој тренд и да ја зголемат онлайн продажбата на своите производи. Првите чекори во онлайн купувањето ги направил Майкл Олдрин. Тој во 1979 година со поврзување на домашниот ТВ приемник со телефонска линија за пренос на информација во реално време го создал првиот телешопинг, шопинг во далечина. Од денеска до 30 ноември се одржува Европската недела на тестирање за ХИВ, кон која се приклучува Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА. Од ХЕРА ги охрабруваат граѓаните да го посетат нивниот центар и да направат ХИВ тест, бидејќи според нивните информации се претпоставува дека денес секое четврто лице во Европа кое има ХИВ не го знае неговиот ХИВ позитивен статус. Под мотото «Тестирај, лекувај, превенирај», од денеска до 30 овој месец се одржува Европската недела на тестирање за ХИВ, кон која по пети пат се приклучува издруженијето ХЕРА, Асоцијација за здравствена едукација и истражување. ХЕРА е само една од над 600 организации од 53 европски држави кои учествуваат во активностите на Европската недела на ХИВ тестирање, со цел да ја подигнат свеста за придобивките од тестирањето за ХИВ. Се претпоставува дека денес секое четврто лице во Европа кој има ХИВ не го знае својот ХИВ позитивен статус. Од ХЕРА информираат дека терапијата за ХИВ која е денес достапна им овозможува на луѓето со ХИВ да живеат квалитетно и долго, доколку се дијагностицирани навреме.
Луѓето што живеат со ХИВ имаат речиси изедначен животен век со лицата кои немаат ХИВ, доколку добиле навремен третман. Редовно земање терапија за ХИВ е еден од најефективните начини за превенција на вирусот, со што целосно се спречува пренесот за ХИВ по сексуален начин, дури доколку не се користи заштита. Затоа е толку важно навременото тестирање. Во рамки на годинашната Европска недела на тестирање за ХИВ во Младинскиот центар Хера, сакам да знам наводно, ќе биде достапно бесплатно и доверливо тестирање и советување за ХИВ со брзи тестови, секој ден од денеска до 30 ноември, од 17 до 21 часот. Од Хера ги охрабруваат граѓаните да го посетат центарот и да направат ХИВ тест. Општина Илинден ги повикува сите уметници од Илинден кои сакаат со свои дела да учествуваат на изложбата што ќе биде отворена на 5 декември, присуството да го пријават најдоцна до 3 декември. Во организација на Општина Илинден на 5 декември оваа година со почеток во 12 часот во Домот на култура Илинден ќе биде отворена изложба на дела на уметниците од Општина Илинден. По тој повод, општината ги повикува сите уметници од Општина Илинден без оглед дали професионално или аматерски се занимаваат со сликарство, вајарство, копаничарство, кои сакаат со своите дела да учествуваат на изложбата. Своето учество да го пријават на телефонскиот број 2571 703 или на имейл domnakultura@ilinden.gov.mk најдоцна до 3 декември. За време на изложбата, специјална жири комисија ќе избере 2 најдобри дела, за чии автори како награда следува самостојна изложба во Домот на култура Илинден, што ќе се реализира во наредниот период. Сите љубители на виното денеска и утре имаат можност да го посетат третиот поред Скопски вински салон Винодонија 2018. Присутните имаат можност да дегустираат повеќе од 300 вина од над 40 винарии од земјава и странство. Денеска почнува третиот поред Скопски вински салон Винодонија 2018, кој представува символ на винската култура и најзначајниот вински настан во Македонија. Организатори на Винодонија се група вински ентузијасти, а под покровителство на Сдруженијето на сомелиери на Република Македонија. На Винодонија 2018 присутните имаат можност да дегустираат повеќе од 300 вина од над 40 винарии од земјава и странство. Покрај дегустација на вино ќе има и дегустација на најразлични домашни и увозни сирења, сувомесни производи, маслинови масла, како и работилници, специјални, ексклузивни и мастер-клас дегустации, предавања, спарување на вино и храна, ексклузивна гала вечер и слично. Сите љубители на виното можат да ја посетат Винодонија денеска и утре во хотел Мериот. Времето во Македонија променливо облачно наместа со сончеви периоди, по одделни котлини со ниска појава на магла и ниска облачност. Во Скопје слично време променливо облачно наместа со сончеви периоди. До сабота времето ќе биде стабилно и суво со појава на магла по одделни котлини. Од недела следува период на претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни. Денеска температурата достигна до 11 степен, а за утре се очекува да достигне до 10 степени. В недела температурата ќе се движи од 7 до 10 степени, в понеделник од 5 до 12 и во вторник од 2 до 12 степени. И за крај имаме уште една информација, а тоа е дека од денеска почна новогодишното украсување на градот. За оваа година град Скопје најавува новогодишна бајка, каква што во Скопје немало досега. Согласно буџетската ставка за украсување на градот биле предвидени 16 милиони денари, но по завршувањето на тендерската постапка тоа ќе чини 13 милиони денари. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.